да го слушнеме гласот на нашите граѓани, кога е секако коцкањето или оваа зависност во прашање. Така е, да, секогаш кога имаме актуелна тема и кога дискутираме, се разбира, на оние важни или клучни моменти од истата, се поврзуваме и со граѓаните, барем оние кои што сакаат да дадат одговори, се разбира оние кои ги сретнуваме низ скопските или градските улици. Па така Софија овој пат ни реализираше една анкета која што се однесува за коцкањето и она кое што е наша денешна утринска тема. Дали нашите или колку граѓаните сметаат дека коцкањето е сериозен проблем меѓу младите во Македонија и што најмногу ги привлекува токму нив кон обложувалниците и онлайн коцкањето, а исто така и дали самата држава, па и медиумите прават доволно за да ги заштитат младите од зависност од коцкање. Да видиме кои беа одговорите на оние граѓани кои што ги сретна Софија. Дали сметате дека коцкањето е сериозен проблем меѓу младите? Веројатно е. Ако е само тоа одговорот. Да. Да. Па е сигурно. Да, секако, сериозен и тоа многу. Дали сметате дека коцкањето е денес сериозен проблем помеѓу младите? Сериозен. Најголем проблем. Да, да. Проблемите голем. Релативно со оглед колку има кладилници и колку има казина, и то не би требало така да биде. А што најмногу ги привлекува младите кон обложувалници? Не знам искрено да ви кажам. Лесна заработка, а тоа не постои. Па најверојатно на некој брз начин, некаков било како да се заработи некој денар плюс, можеби на некоја луда среќа. Рекламите, лажните вести дека некој добива пари, дека огромни пари се вртат, веројатно е тоа. Па да заработат пари. Брза заработка. А губат обавезно, не добиваат ништо. Кој добил на еден угу 100.000? И дали мислите дека медиумите и институциите доволно помагаат за да се спречи оваа зависност? Не. Дефинитивно не. Треба поише се работи од осмолетка па нагоре. Не, дефинитивно не. Треба многу повеќе и антикампања и само со тоа можат некако да ги разубедат. Не, сметам дека не. Треба малце повеќе да се обрне внимание на тоа. Значи, жалосно за младите да се уништуваат така. Да. Затоа обрнуваме внимание и ја реализираме темата во продолжение, кога зборуваме за коцкањето, кое што е како да е на нормализирана состојба во Македонија, што се однесува до прилично загрижувачките податоци кои што постојат од различни истражувања. Ке споменам на почеток само едно од нив, иако ги има повеќе. Еве, на пример, истражување млади нивните навики за обложување 2024-2025 правено ово истражување кое ги дава податоците дека околу 71% од младите до 25 години изјавиле дека веќе играле игри на среќа. 17 за преку 8% од нив се определиле како зависници од игри на среќа, а околу 50% играат секој ден. И тоа кое што е одговор зошто го прават тоа, најчесто е заради забава одговорот, но значен процент тоа го прави за да заработи пари или поради притисок од пријателите. Горе-долу, веројатно она кое што меѓу другото и го кажаа граѓаните, секој од нас чувствува како состојат каква е состојбата или како стојат работите кај нас, со оглед на тоа што навистина имаме пречесто и на многу краток простор, односно на мало растојание, обложувалници, казина, а и блиску до училиштата. Затоа е алармантно да позборуваме на оваа тема, а заедно со нас во студиото е Јуши Емурлај од движењето Антикоцкање и се разбира во текот на разговорот ќе ја вклучиме и Цања Коцева, која што е психолог, психотерапевт и социјален работник токму за зависноста од овој порок или од коцкањето. Добро утро и добро дојдовте. Јуши, добро утро. Добро ве најдовме. Фала за покана. Ви благодариме и што одвоивте време и да може да позборуваме не само за тоа што прави вашето движење, како што и самото име си постои антикоцкање, но и генерално за состојбата во која што се наоѓаме или која што имаме во нашата држава. Па ајде малку да позборуваме за податоците кои што вие ги имате. Колку од младите денес посегнуваат по коцкањето, што велат вашите податоци, наспроти она кое што постои од други истражувања, поточно од други издруженија? Фала. Уште еднаш фала за поканава. Истражувањата се чудесни, така и болни, зашто се направи една анкета. Нема да го објавим тоа на име на кој универзитет е направено со 900 студенти. 899 студенти најмалку еднаш дневно играат во спортски обложувалници и казина. Тоа е многу болно. Значи, со 900 студенти е направена анкета.
Само еден. Само еден не игра. Во која насока идемо ние понатам? Тоа е направен во еден универзитет. Како е ситуацијата во средните школи и основните школи? Зашто има асоциациите што се во Македонија што ги бранат овие игри на среќа, цело време зборуваат дека нема да ги дозволуваат младиве да влагат во казина и спортски обложувалници. Тогаш зашто трчат и отварат пред школи? Што е проблемот кога не дозволуваат да влагат децава, а едноставно ги носат пред сите основни школи, има најмалце по 2-3 и во средните школи. Што прави властот со ова? Дали владава и државата ги гледа овие работи? Не може само да мисли на своите пари што ќе зема, зашто УЈП дневно зема негде над 800.000 евра. Тоа е значи 1.000.000 евра дневно. Кај се тие пари? Кај идат тие пари? Не треба ние да лечиме ова болест, ние треба да го спречиме ова. А не вака да свака куќа да остане да биде коцкарница. Ние сме на таа дереже денеска, што нема куќа што не е со овој проблем. Да, Во цела Македонија е поплавена. Над 1800 спортски и казина има во цела држава. Колку сме ние големи за тој број што се наоѓаат во Македонија. Значи, тука ние бараме еден закон. Колку да биде законот лош, треба да има еден закон. Едноставно во моментот немамо ние никакав закон. Немамо со што да се браниме. Како да ги браниме од децава, кога нема закон? Колку да е лош, законот е закон. Овде не постои закон за тоа. Ние успеавме да го донесеме со нашиот притисок во собранието, се согласивме едноставно со владава на 500 метра да донесат законот. И тој закон не помине. Што сега правиме понатаму? Ние барамо едно чаре да се прави, али ние не сме, ние пратеници што гласаме или владава што носимо закони. Добро, толку ли се глуви институциите и клучните луѓе во нашата држава за вакви работи? Ова е огромен проблем на нашето општество, бидејќи споминавте дека малтени да не постои семејство кое што не е засегнато со коцкањето. Па тоа е болно зашто... Каков е ставот еве на нашата држава? На нашата држава денеска немаат став. Не прифаќаат средби, ни со движењето антикоцкање. Цело време ми праќамо емајли да се сретнеме да видиме што понатаму. Не може вака да се продолжи. Ние сме станали една големо казино, цела држава е. Да. Сите наши соседи затворија овие игрите на среќа. И Албанија, и Косово, и Грција. Има Бугарија, има Србија, ама не се во ситуација која сме ние. Затоа барамо ми еден закон. Ние сме свесни дека во државата ќе има игри на среќа, ама не вака без контрола. Има на црно, има на бело, има на све, али кој може овде да се ориентира кој се тие? Да. Кој седи поради овие лошите работи? Затоа бегат млади од овде. Да, и од една страна зборуваме и истражувањата кажуваат зголемен процент намалување на возрастната граница на младите кои што постигнале по коцкањето, од друга страна им го нудиме тоа пред нос. Значи, нешто кое што меѓу другото општеството или окружувањето, државата, системот треба да го превземе, затоа што ова е индиректно нели насочување кон она кое меѓу другото е порок и создава зависност. Вие рековте треба да превенираме, а не да ги лечиме последиците, но за жал кај нас очигледно малку по многубројни се состојбите каде што се лечат последиците. Тоа е тачно, да, ама во државата има многу добри зборови, али на дело не е тоа. Затоа ни се случува кочани. Кој ги пуштаве тие младиве деца да влагат? Болно е тоа. Истото се случува во спортските обложалници и казина. Кој не ги пушта унутра тие деца да влагат? Пред сите основни школи. Основна школа е пето одделение, 12, 13, 15 годишно дете. Затоа ми бараме еден закон. Не може вака да продолжи државата. Не можеме ние толку колку е ова држава е наша. Ние треба да го браниме. Гласот на народот треба да се слушне.
Не може вака да иде понатаму. Да подсетиме, извини се само кратко во контекст на ова, да подсетиме колку време постои вашето движење, антикоцкање и за се тоа кое што го зборувате и многу други работи кои што се цел на самото движење, колку успевате да постигнете, иако очигледно тешко оди? Ние сме успевале на партиве да им биде јасно на сите партии во Македонија. Сите се бават со ова, со барањето на движењето антикоцкање, али реализација нема. Ние тоа сме успевале, само да се збори меѓу партиите, меѓу себе. Али резултат нема. Зашто сите имат некој интерес тука. Интерес не е да го закопат народот. Интерес е да се дигне народот. Не вака да се плашка народот. Тука се плашка народот сваки ден. Така е, станува збор и за тоа, но и за многу пострашни или поригорозни работи кои што му се случуваат на нашето општество. Пред малку од анкетата една од дамите која што го изнесе својот став спомена дека ова е навистина губење на младината или жалосно е да се гледа како ги губиме младите или одењето нивно во погрешна насока. Би ве прашала што се според вас клучните работи кои што ги носат освен или близината на самите поставени објекти, кои се другите причини кои што ги носат младите во тој свет. Ивана пред малку од истражувањето сподели дека дел од нив изјавиле дека немаат друг тип на забава или пак чувствуваат притисок од опкружувањето, од друштвото, пријателите и така натака. Имате ли нешто плюс на ова да додадете како фактор кој што влијае младите да се повеќе ги гледаме во обложувалници, во казина, на апарати, едноставно да се коцкаат? Има колку сака, зашто во казинова не се плаќа ништо. Тука идат пијалоци се бесплатно. Бесплатно, да. И јадење и све тоа. И кога ќе излагаш од тамо, во тие ние немамо ни еден парк, нема забавни игри други, кај деца или спортски центар или нешто немаат. Не само во Тетово и Гостивар или западниот дел, цела Македонија е исто. Како може да младиве да ги повлечеме од казинава, да се бават со нешто друго, или спорт или нешто. Нема ни спортски сали, нема ни ништо. Затоа властот треба за овие добрите на државата да размисли самиот власт, не ми е народот. Народот ќе као овца, што ќе најде, тоа ќе го направи. Нашле се казина, ќе идат по казина. Утре, ако ги нема казинава, мора ќе се бават со нешто друго. Ќе има спорт, ќе има нешто друго. Овде ништо не се реализира. Само се зборува за добри зборови, али на дело нема ништо. Да. Пред малку ја споделивте сликата од соседна Албанија, од Грција, каде што целосно во Албанија и Косово, рековте, целосно... Да, целосно се затворени. Се затворени. Во Грција има многу малку, додека пак останатите се уште имаат, иако и тамо се некако, да речам, работите малку посредени. Вистина ли е дека луѓето кои што не можат или се коцкале во Косово, во Албанија, во Грција, сега доаѓаат во Македонија? Имаше и емисија, јас слушнав во Косово, како го продал станот негде 120.000 евра и дошло во казино да ги дуплира тие пари и ги потрошил тие. Значи ги оставил децава на улица. Тоа е еден пример што беше објавено во телевизија. Значи овие се најлошите работи што можеме ние да ги имаме. Цела Албанија се кај ќе играт, тие ќе дојдат во Македонија. Исто и од Грција доаѓаат во Македонија играт. Значи, ние сме станали една голема казино, цела држава. Мора да се стопира ова, мора да се најде едно чаре. Се зборува дека се затворени овие онлайн. Колку ние имамо деца што можат да играт онлайн? Нема деца што можат да играт онлайн. Овие што се пред врата на школите, овие треба да се тие треба да се затварат, тие да се дислоцират од школиве. Па да видиме што понатаму да најдеме некој подобро чаре. Да, го спомнавте спортот, спортските цали, спортувањето, но некако спортот ќе го споменеме и ако зборуваме дека точно и спортските спонзорства некако се вметнати во коцкањето или спонзорствата во самите спортови, така што и тоа меѓу другото представува еден
еден ризик или нешто кое што не би требало да се случува, да нема спортски спонзорства од страна на обложувалници. Па тоа е лошото, зашто тие реклами се многу лоши за деца. Тие се многу убави за деца да ги гледат за очи, али многу лошо е за понатаму да го продолжат животот со тие реклами. И во Тетово имаше еден бокс се организираше во центарот на Тетово, спонзори беа од казино. Зашто да бидат од казино која имаме ми општина, која има влада во држава? Државата нека биде спонзор, не да бидат казино. Многу лоша ситуација сме. Затоа барамо ние да се спречи ова, па не да се бавимо ние со лечење. А има начин да се спречи. Државата, ако сака, има начин да се спречи. Државата е клучниот фактор во целата оваа игра, со цел да сите ние да имаме подобра и поуспешна младина или да не дозволиме младите постојано да бегаат од земјава. Кога веќе споменавте дека подобро е да се спречи отколку да се лечи, сепак станува збор за една зависност која што и тоа како се лекува. Во овој момент ќе ја вклучиме и ќе ја поздравиме госпоѓата Сања Коцева од Струмица, која што инаку е психолог, психотерапевт, социјален работник, дел од Покров. Тоа е првата долгорочна рехабилитациона програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија, која што е отворена во 2009 година, структурирана по принципот на светските терапевтски заедници. Сања, добро утро и до вас. Добро утро. Добро утро. Поздрав до сите. Да, верувам дека не гледате, не слушате добро. Да. Со оглед на тоа што сте од Струмица и таму функционира и Покров, но функционирате нели и вие со вашата работа, може ли вака за почеток да ни споделите каква е ситуацијата во Струмица? Ние зборуваме дека во Скопје е страшно, но еве од прва рака можеме да добиеме информација за состојбата во вашиот град. Па кај нас во Струмица мислам не е страшно, тука е очајно. Со оглед на тоа колку обложувалници има, колку казина има и колку млади ги посетуваат истите. Кај слушам гостинот и значи дефинитивно треба да се ориентираме и како држава и како општество, почнувајќи од семејството, во превенција на лекување. Зошто? Затоа што лекувањето на било која зависност е многу мачна и многу долго трае. Значи не е тоа едноставно денес решувам да прекинам и толку, никогаш повеќе нема да се вратам на тоа. Затоа што се случуваат такви физиолошки промени во мозокот кои што се потребни од 3 до 18 месеци да се регенерираат тие физиолошки, како да кажам, патишта во мозокот, кои што остануваат трајно заспиени до крај на живот. Односно, тоа се патишта веќе кои што се формирани и со лекувањето се успиваат, но, да кажем, и после 5 години од абстиненција од коцкање, некој да земе еднаш само да влезе во казино, тие се реактивираат со таква брзина што се враќа дури во полоша состојба човекот што веќе бил во абстиненција од 5 години. Така што зависност е зависност. И многу голем проблем е тоа што зошто младите толку многу ги посетуваат обложувалниците и казината. Едно што сте нормализирани, што значи нормализирани, кога ги гледат на секој чекор околу нив, значи која е пораката. Да. Второ, родителите многу често и многу искрено да кажам сум гневна, се лутам многу кога ќе ги слушнам. Родителите, па машко е, нека пишува едно ливче, ништо страшно. Самите татковци ги носат своите синови во обложувалници. Или ќе кажат подобро да пишува ливче, дојде во обложувалници, или да игра видеоигри, каде што скоро сите веќе имаат елементи на коцкање, отколку да се другира. Значи, значи, тоа е една неедуцираност во однос на тоа како влијае сето тоа на мозокот на нивните деца и односно последиците се дефинитивно страшни. Младите стануваат се по нетрпеливи, агресивни, затоа што коцкањето создава такви едни
такво едно допаминско цунами, што после тоа те носи дефинитивно во депресија. И како ќе излезеш од таа депресија, ако освен со уште посилно цунами? Да, Сања, не само депресијата, тука и долгот, ако нели се заглави во самото коцкање, нели секогаш со мисла дека ќе се добие, а најчесто се губи. И веројатно слушнавте и на почетокот што е она кое што е како одговор или од дел од истражувањата зошто младите се коцкаат, постојат повеќе одговори, поголемиот дел од нив за забава, но нели велиме така се почнува. Па од тука еве и конкретно мислам дека тој дел и го започнавте, но еве може и малку подетално што е тоа што е толку привлечно, да речеме, особено кај младиот мозок во коцкањето или во таквите игри и облажувања, и кои се, ако може така да некако категоризираме, кои се првите знаци дека веќе станува збор за зависност? Да. Значи, што е толку привлечно? Ако можете да видите, особено во казината, да кажем, сетилната стимулација така се направени да ги активираат тие допамински рецептори, но со многу силен наплив на допамин. И тоа носи силна возбуда, односно ишчекувањето. Всушност допаминот се активира во моментот на ишчекување, кога ќе дојде веќе наградата или губењето не е толку силно колку што во процесот на ишчекување. Истото е и во игрите, истото е во облужувалниците. И тоа еднаш кога ќе го осетат тој допамин, а младите на младите лица се уште мозокот не им е до толку развиен да може да ги контролира тие, како да кажам, импулсивни сензации, реакции, како што може, нели сите знаеме во тинеџерските години, импулсивноста, барањето на брзи задоволства е многу поголемо отколку подоцна во животот. И тука е, затоа тој е најкритичен период. И истражувањата покажуваат дека колку порано се започне со коцкање или облужувалници или видеоигра, толку поголеми се шансите да се развие зависност, отколку ако се почне во позрели, да кажем, постари години. Исто така и ризикот од односно обидите за самоубиство се најчести кај лицата кои што имаат развиено зависност од коцкање. Зошто? Баш затоа што го спомнавте, значи срамот и таа загуба на огромни финансии, кои што најчесто се поземуваат од лица кои што ги знаат, не може да го поднесат и многу чести се обидите за самоубиство. Како да се препознаат симптомите? Да, слободно продолжете. Како да се препознаат? Значи, како и кај секоја зависност, исти се симптомите. Стануваат се понервозни, се повеќе се затвараат, сакаат да бидат сами, се повеќе параат пари, им снемуваат работи, се помалку им се намалуваат интересите што ги имале претходно, сменуваат друштво. Значи, едноставно гледате друг човек дома. И тоа се препознава, но најчесто родителите не сакаат да веруваат, нели, или не се едуцирани, еднаш ќе се случи, па нешто друго после ќе биде, не може да ги поврзат работите, а обично кога некој ќе почне, кој ќе развие веќе зависност, е многу вешти во манипулацијата. Но дефинитивно знаците се препознаваат затоа што таа нервоза агресија е неизбежна кога почнува да се развива зависност. Сања, колку често една зависност оди паралелно со некоја друга зависност? Затоа што сите овие работи кои што ги напоменавте, некако претпоставувам дека дел од луѓето кои што не им оди баш во поглед на тоа облажување и коцкање, посегнуваат и по алкохол, можеби дрога и така натака. Вие имате баш нели во вашата работа и со покров и генерално како психолог и психотерапевт и семеен работник, верувам големо искуство, па можете да споделите мислење и за ова. Дали постојат две паралелни зависности во исто време и дали најчесто и тоа е сликата за младите во нашата земја? Па скоро секогаш. 99% од случаите кај нас се со повеќе зависности, односно особено посебно кај коцкањето. Скоро никогаш нема само коцкање, секогаш тоа тука се провлекува зависност од алкохол, а многу често и од други супстанции.
И тука е уште потрагично затоа што после кога ќе прекинат со коцкање, на пример кога ќе подлежат на абстиненција, не го сваќаат сериозно проблемот со алкохол и што се случува најчесто рецидивите во коцкањето започнуваат со рецидив преку алкохол. Многу честите изјавите некој период не се коцкав, но почнав почесто да пијам и во алкохолизирана состојба повторно почнав да се коцкам. Значи 99% барем кај нас се комбинирани, односно повеќе зависности. Коцка и алкохол е најчесто, но секогаш со коцкањето, често со коцкањето оди и друга супстанца, како што се стимулантите и така натаму. Така што тоа е веќе, како да кажем, не е колку е често, туку е скоро секогаш. Да, скоро секој случај. Кога би ги прашале младите или оние кои што нели ќе одговорат дека тоа го прават за забава и далеку од тоа дека се зависни, а некогаш и несвесни дека станува збор за тоа, често ќе кажат јас ја имам контролата, но веројатно за жал не е така и од тука би било добро да кажеме дали воопшто постои можност личноста, младата личност, ако одлучи цврсто и со волја да се откаже, тоа да го направи сам, или е потребна секогаш и неопходна стручната помош? И како тука семејството би требало да влие, дали со казни, дали со некако пристапна поддршка, разбирање и понуда за помош? Ако веќе збориме за веќе развиена зависност кај млад човек, скоро и невозможно е сам да си помогне. Не велам дека можеби не постојат некои исклучоци кои што се силно мотивирани, нешто им се случило во животот па за да престанат, но скоро и невозможно. Зошто? Ги спомнав претходно физиолошките промени кои што се случуваат и тука е потребно, значи, помош од психијатар и понатаму помош од психолози, социјални работници, значи мора да се подложи на лекување за да успее во абстиненцијата, без разлика што станува збор за млад човек. А тука многу родителите од една страна нели ги разбираме, се додека не биде најлошото, некогаш не сакаат да поверуваат дека нели баш тоа на нивното дете им се случува, но денес е многу честа појава и навистина треба сериозно како општество да се позанимаваме со тоа, затоа што состојбата, како што реков на почеток, е навистина очајна. Да, апсолутно се сложуваме и тука некаде ќе ви заблагодариме, Сања, за вашиот придонес во денешнава утринска на Телма. Само уште едно прашање пред крајот. Некаде прочитав дека капацитетот на Покров генерално е 3 за 35 лица, што е многу мала бројка. Со колку лица во моментов работите? Дали е целосно исполнет овој капацитет, затоа што овој центар е наменет впрочем за зависници од цела Македонија? Капацитетот ни е 30, не е 35, односно капацитетот како физички капацитет можеби и да го прошириме, но од 2008 ние работиме повеќе од 15 години, но од 2018 сме приватна социјална установа, односно државата преку Министерството за социјална политика, демографија и млади го финансира лекувањето и по договор сме на некој начин обврзани само на 30 луѓе, затоа што капацитетот имаме, можеме да се прошири, тоа би требало отпосле да се решава и со државата. Моментално имаме 22 лица, но имаме 13 лица на чекање, затоа што во моментот имаме некакви пречки документацијски со Министерството, договори, подпишување во јануари и така натаму, кој што ќе се среди многу брзо, но генерално скоро секогаш ни е полн капацитетот. И многу малку додуша се знае од корисник на корисник се споделуваат информации, но реално и многу центри и не знаеа за Покров дека постои. Полека се проширува информацијата и се почести се барањата за лекување. Но за жал примаме само машки лица, за женски лица нема институција во државата, кој што исто така проблем. Зошто е тоа така? Се уште едно прашање. Зошто само мажи? Имавме еден период краток каде што имавме и машки лица и женски лица, но е тешко да се се работи заедно во исти простор, да кажам. Мора да бидат тоа одделни комуни, значи да не бидат блиско еден до друг.
и затоа се решивме да остане со машки лица, со оглед на тоа што и повеќе се застапени, но сега во денешно време се почесто и кај женските лица и многу често ни се јавуваат. Не само што тоа исто да го кажам, не само за женски лица, ни се јавуваат многу и за малолетни лица кои што веќе се со зависност, и тоа тешка зависност, лица од 16 и 17 години викат каде да се обратиме, да ќе одат на психијатрија, ќе им направат нека детокс, ама не можат да ги држат таму долго, нема психосоцијален третман и немаме одговор, едноставно не знаат каде да се обратат. Да, ова нека биде јавно ветување од наша страна дека многу повеќе ќе зборуваме за Покров и во некоја следна емисија. Тоа е место кое што функционира за рехабилитација и ресоцијализација на зависници од дрога, алкохол и хазард. И благодариме Сања што утрово ни ја пренесе сликата и за Струмица, а како што споделивме сите заеднички се согласивме дека целата држава ни е катастрофа во поглед на ова, или како што кажа господинот Јуши, едно големо казино. Благодарност до вас, само да напоменам дека инсертите кои што ги погледнавте пред малку од тие земјоделски култури и одгледување, тоа е всушност еден од начините или една од работите која што ја прават зависниците во Покров. Но ете во некоја следна прилика и малку подетално. Да, тоа ќе биде доволно добро да ите се потегне, да се позборува малку подетално и тоа да го дознаеме, или овие информации кои што ни ги кажа Сања, а кои што се фрапантни ако зборуваме за младите малолетни лица, кои што како што и сериозна зависност. Да, дека веќе имаат сериозна зависност. Верувам и уште до вас стигнуваат различни приказни и од градот од каде што доаѓате, но и генерално од држава. Како движење чија цел е нормално да се спречи коцкањето, што е она кое што вас ве шокирало, да кажеме, ако зборуваме за тие различни судбини со кои што се соочуваат семејства, кои за жал имаат нели таква ситуација. Со лоша ситуација. Да. Децата не се свесни. И прашуваме децата. Децата влагат за играње, за да играт. За забава. За забава. Не се свесни дека е тоа коцкање. Тие мислат дека тоа е некоја добра забава, а на крај стануваат зависни на игрите на среќа. Али мора да се најде некој закон или како сакате да го именуваме, да се стопира тие од вративе на школите. Зашто им даваш 100 денара на детево или 50 денара за во школа, тие прво влагат на спортски обложувалници или казина, да се забава малце и ќе влага во школа. Не се свесни децата дека станува зависни на тоа. Значи, ни го преземат и чувањето на децата, како ми е да ги чуваме деца, кога се пред школи сите овие лошите игри. Затоа бараме некој добар закон. Тоа како да го реализираме, треба заедно да се бориме против тоа и вие медиумите и морам да се сензибилизира овој народ за да бидеме појасни. Вака не може. Не може вака да се третират нашите деца како да се туѓи деца. Тие се наши деца, ние треба да најдеме чаре и да ги браниме тие наши деца. Да ги вратиме на и не е нешто што ние треба да го измислуваме, туку нешто кое што ми го друготиво на кај нашите соседи и тоа како е забрането споменавме. Па тие најде, значи оние ги поминале овие лоши работи и ја виделе дека носи на лошо тоа и тие ги затвара. Ние и овде ќе се затварат еден ден. Али што можеме ние да не пропуштиме генерации да ги изгориме. Затоа треба што порано, поскоро, подобре за наши и за нашиве деца. Вака не може да се деца да ги третираме ние дека се криви деца. Не се криви деца. Дете не е свесен дека влага во казино или он бара некоја забава да има. Друга забава во државата нема. Кај да идат деца? Ајде според вас вака едно прашање, ако сме свесни за тоа како стојат работите, ако сме свесни, а сме, очигледно и анкетата го кажува тоа, ете и издруженијата, податоците, вие како движење, психолозите, психотерапевтите, тогаш што се пропушта во системот или ајде подобро кажано на кого му одговара тоа да биде така? Му одговара само на паре.
тука се вртат големи пари. Значи, која се службено, тоа се, мислим, од УЈП земани негде 800.000 евра дневно зема УЈП. Значи, на казинава остануваат која 23% е тоа 800.000 евра. На казината остануваат негде 5 милиона, значи, дневно. Едноставно тоа до 6 милиона се вртат пари во спортските обложалници и казина. Значи, тие 6 милиони да бидат на джеповите на граѓаните, тие па ќе се трошат тие пари. Па ќе влагат во семејствата, али ќе влагат на нашата држава. Кај идат тие пари, што се 3 компании има овој од Аустрија, Јоанес Сан, што доаѓаше да не влага за Македонијата, за Европа. Тие компании се надворешни сите. Сите овие пари, значи, идат надвор. Зашто да идат надвор, кога може да останат на државата и на народот? Тие пари па ќе се трошат во Македонија. Не може по 5 милиони ми дневно да даваме надвор и да станеме некое најлошото. За денеска сме најлошата држава во регионот. Така е. Со коцкање. Зборувајќи за таа состојба и што не довело до тоа, некаде пред крајот, со оглед на тоа што ви ни доаѓате од Титово, но верувам дека горе-долу имате сликата за цела Македонија како функционира. Во последно време се спомнува едно Ростуше, се спомнува Дебар со илегални објекти кои што функционираат и тамо исто така е коцкањето на пиедесталот што се вели. Како е вака една груба слика за цела ли Македонија функционира буквално така? Цела Македонија функционира така. Зависи од колку е големината на градот. Едноставно, колку жители има во градот. Ако идеш во Македонски Брод, има 2, зашто помалце луѓе има. Доаѓаш во Тетови, има 100, идеш у Гостивар, има 80, доаѓаш во Скопје, има 300. Значи, во суштина, во цела држава е лоша ситуација. И што не се пријавени, има на црно што играат. Има, не можете, хотел е направен на црно, казино е. Државата не знае за тоа. Не може да не знае државата. Сите се свесни ми е дека сите овие работи се под контрола на државата. Па затоа бараме државата да презема подхитно мерки на овој проблем, да се реши овој проблем што порано. Не може вака да се продолжи. Како движење имате ли право и можност? Ние имавме дел од нашите теми е каква е улогата на училиштето, каква е улогата на семејството, значи тоа се е поврзано едно со друго. Односно сите ние сме одговорни за тоа, начело со институциите, нели, како што досега зборувавме, но вие како движење, кои се вашите ингеренции во смисла на услови за реализирање на нешто кое што предизвикува, односно доведува до едукација, едуцирање на младите, колку сте бројни, колкава е вашето влијание во изминатите во овие години, освен барањата кои што ги имате, ви ги слушаат, а не ги реализираат? Ние функционираме во цела држава. Во сите градови имаме ограници на движењето антикоцкање. Сме имале средби со сите органи на државата. Сите обеќале дека и сите признале дека сме во лоша ситуација, дека ситуацијата е излезена од контрола едноставно, али не се реализира ништо. Значи, од тоа што не прифаќат да се реализира, значи тука е голем интерес. Ако не е голем интерес, тоа ден поскоро ќе се решава нешто. Али овде е голем интерес. Не може да обстанат овие што се на црно или на бело. Тие некој ги контролира во државата. Не може да има надпис дека се држи, ќе има некој концерт или нешто да не знае државата. Зашто во кафаниве има реклами, а државата се чути дека не знае. Како не знае државата? Зашто е полиција? Зашто е инспекција? За тие работи. Добро, вие споменавте дека за време на вашето постоење затворена е една коцкарница или обложувалница. Да, со име универзитети. Да, сосема. Да, и тоа ни фалеше во цела држава да има универзитет во казино, едноставно е тоа. Значи децата да учат во казино. Да, голема, тука е најголема. Тоа е срамно. Да.
Да, и меѓу другото ќе се согласите, верувам дека покрај тоа што нели си постои како барање и неопходност од закон и регулирање на тоа, од друга страна е и работа со младите. Ако зборуваме дека и коцкањето е главен фактор за нели разнишување и нарушување на менталното здравје, тогаш ако се едуцираат и се тотално смени перспективата за сите овие работи, веројатно и тука би се намалила бројката, но тоа е паралелна или синхронизирана работа која што треба да се одвива, а за жал не се одвива. И верувам дека ете со овие на разговори гледаме на реалноста во очи, на проблемите за кои што можеби почесто некој сака да замижува, но ние ќе се обидеме да ги држиме очите отворени и да ги пренесуваме информациите, да го испраќаме нашиот глас, благодарение на оние податоци кои што постојат и луѓето кои што се инволвирани во тоа или работат нормално со овие пред се млади луѓе, а со надеж дека ќе има некакви резултати. Со надеж дека ќе има, али треба да се врши притисок на властот, зашто таму е тоа главното што треба да се започне. Не се почнува ни од движењето, ни од народот, ни од медиумите, али државата треба да преземе сериозни мерки за овој вирус, ово лошо што некој ни го донелова. Не сме биле вака во државата. Ја не памтим дека вака било некогаш во ова. И вие треба, помлади сте, треба да... Ова не го памтиве ова. Не случајно бегат младиве од држава, влагат од овие работи. На секоја казина имаш по една брза банка. Покрај банкава има некоја аптека. За брзи кредити. За брзи кредити и после ќе земаш некој седатив да се смириш дома. Погледајте сликите во цела држава, дали се овие се вистини. Значи, и овие брзи кредити, од каде се дојдени, и тоа треба да се добро... Да. Постојат многу работи за кои што дополнително треба особена регулатива. Али се врзани сите со игрите на среќа. Тука се движи целото лошо и добро на тоа е. Да, широка комплексна тема за која што верувам и дека имаме едни средби. Да, ќе зборуваме многу почесто за ова, се со цел да, ако можеме и ние како медиум нешто да превенираме или спречиме. Јуше, ви благодариме многу за вашето гостување и за сите овие изнесени работи. Уште еднаш благодарности до Сања која што утрово ни се вклучи од Струмица.